Чад и мирис на изгорено се шири низ ѓавото. Селото е опколено со опожарена површина, а противпожарни екипи се движат наоколу и ги обезбедуваат местата каде има опасност од разгорување. Вака и денеска по стравичната ноќ во која жителите и противпожарните екипи ги бранеа куќите од огнот. Се наоѓаме на една од највисоките точки во селото Ѓавато, каде синоќа до последните куќи се проби огнот кој што беснееше цело попладне. За среќа куќите се спасени, а изгорена е само една постара помошна просторија. Жителите раскажуваат дека огнот им висел над главите. Не се сеќаваат друг пат ваква стихија да се надвие на целото. Да. Страшно беше најстрашното во мојот живот. Никош нема се забрава и тоа. Вие гледавте буквално околу вас како огнот се шири? Да, а помош нема. В исто време 4 куќи горат и црквата помош сите брката кратка. Ништо нема. Коментара нема, тоа е најстрашното во мојот живот. За среќа успеавте да ги спасите куќите? Да, не беа храбрите пожарници, населеното место на Ѓавото не. Беше страшно. Доста беа возбудени, мислам, селото, населеното место. Тоа беше се. И пожарните многу. Пожарот во Ѓавото е локализиран и засега нема опасност од повторно разгорување. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека има мобилни екипи кои се подготвени за дополнителни интервенции. Хеликоптерот кој гасеше утрово веќе не е потребен бидејќи нема активен пожар на непристапен терен. Еве гледате дека пожарот навлезе во селото и по тешка ноќ и борба со него успеавме некако да го стигнеме да не навлезе повеќе, да не направи поголема штета од таа што веќе ја направи. Гледате во позадина има изгорено една шупа, околу цела куќа е опожарено, така да успеавме. Јас мислам дека материјалната штета тука е незначителна према тоа што можеше да биде. Во пожарот што почна вчера попладне во полето зафатени се околу 400 хектари површина. Најголем дел е нискостеблеста шума и трева.